Прилеп е повторно исправен пред многу сериозен предизвик, односно влезене во градовите каде што треба да се изградат бегалски кампови. Вие кажавте вашето мислење, бидејќи за жал ние имаме вакво едно искуство од 91-та уште. Меѓутоа, кој е вашиот став, еве конкретно, особено по она што знаеме дека треба да почне и градба на цели населби? Па, одма би кажал дека тоа е една катастрофална стратегија за избеглици, мигранти и странци и акционен план, кој треба да трае на редни 10 години, е донесен од владата, треба да се донесе. Ја погодува цела Македонија, посебно и општина Прилеп. Ние не сочувствуваме со она што значи тежина за сите овие бегалци, мигранти од зафатените подрачја во Сирија, Авганистан и така натаму. Меѓутоа, Прилеп и Република Македонија нити имаат капацитет, нити имаат можности да се справат со еден голем бран на бегалци кои се планира повеќе десетици, можеби стотици илјади да дојдат тука, посебно за градот Прилеп. Јас секојдневно комуницирам со граѓаните, изреволтирани се од ваквиот однос на владата и од оваа стратегија. Пред се она што значи од стратегијата предвидено експресно давање на државјанства, тоа директно ќе влијае на промена на демографската структура во општина Прилеп и на ниво на Република Македонија. Исто така експресно овозможување на работа на истите, вработување, социјално згрижување и така натаму. Ние сме општина која се уште има голем процент на невработени лица и место да се грижиме за вработување на нашите сограѓани, ние ќе треба да го решаваме работниот однос на сите овие странци, избеглици, мигранти кои планираат да дојдат и да ги населат тука во Прилеп и Република Македонија. Ние, иако работиме интензивно на намалување на невработеноста, овој период донесовме многу инвестиции, сепак бројката е се уште многу голема во градот и пред се треба да ни бидат приоритет во таа работа нашите сограѓани. Исто така во стратегијата е предвидено изградба на социјални станови на згради за нивно згрижување. Ние имаме голема категорија на социјални случаеви во македонското, посебно и во ромското население, кои што немаат покрив на главата и тие треба да бидат приоритет. И со сите оние пари кои ќе се градат згради, станови, инфраструктура, тие пари би можеле да се вложат во изградба на инфраструктура, например во ромската населба, изградба во други делови од градот на инфраструктура во населените места, место да се прекинуваше, да речам, со ребалансот на буџетот одредени програми кои што се одразуваат и на инвестирање во Прилеп и подобрување на квалитетот на живење, како што беше предвидена изградба на нови спортски сали, нова градинка, подобрување на условите во старскиот дом, руралната програма за изградба на канализации, водоводи, патишта до населените места и така натаму. Ние сите овие пари од буџетот на Република Македонија, односно од џебот на граѓаните, ќе треба да ги трошиме за згрижување на сите овие избеглици, мигранти и странци кои треба во иднина планира владата да ги насели во Прилеп и Република Македонија. Таквиот однос не е добар, бидејќи секогаш треба да се прашаат граѓаните, населението, и мислам дека Прилеп нема да дозволи една таква лоша стратегија со која би се создале огромни проблеми пред се во квалитетот би се одразиле на квалитетот на живење на нашите сограѓани. Еве како што гледате, одредени изјави и на политичари од страна на позицијата и владата сега не укажуваат на тоа, исто така и активностите на голем број невладини организации во контекст на тоа како би требало во иднина едукација на населението да се прифаќат и да се однесуваме со мигранти, странци, избеглици и така натаму, не укажува на тоа во што сакат да не убедат и ја чисто се сомневам во тоа нивно убедување. Исто така да напоменам, не само јас комуницирам и со другите граначалници и нашите граѓани од целата територија на Република Македонија и истото мислење верувајте секаде, исто како и на прилепчани. И исто така имаме ние секојдневни комуникации со граначалници од други држави кои беа погодени од овие бегалски кризи, бранови на емигранти, бегалци и така натаму. Верувајте, во општините имаат огромни проблеми. Не сакаме и ние тие проблеми да се пресликаат тука во Прилеп и во Република Македонија.